но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да направиш. Имам. Добро, дајте само Можете да сте саркастични колку што Дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер, почитувани гледачи, во аргументи. Долготрајната политичка криза, како што знаете и како што можевме да слушаме од голем број експерти и политичари, ако потраеше подолго, ќе предизвикаше сериозни економски последици во Македонија, иако досега се балансираше на некој начин, но она на што експертите уште повеќе укажуваа беше опасноста од дестабилизација на државата. Имаше неколку обиди на некој начин тоа да се случи, но Македонија ги преброди тие, а последен беше во низата 27 април, кога дојде до едно насилно влегување во парламентот на Република Македонија и од тоа можеше да заврши на многу поригорозен начин, до кој за среќа за сега не дојде, но какви се заканите и предизвиците пред нас, пред државата, пред македонските граѓани, во наредниот период ќе разговараме со моите вечерашни гости, доктор Липчо Ристовски, политиколог, добро вечер, господин Ристовски, и професор доктор Томе Ватковски, универзитетски професор. Добро вечер. Добро вечер. Господин Ристовски, прво со вас од еден политички аспект, како вие гледате дека оваа политичка криза добива на разврска, дали ако го тргнеме на страна 27 април, почетокот на работата на парламентот, новото парламентарно мнозинство, еве преговорите за воспоставување нова влада, мандатот што председателот Именов го даде на Заев, дали е тоа почеток на крајот на таа политичка криза или се уште има агли и ќошиња за кои демне некаква опасност? Како вие гледате дека во наредниот период ќе се движи политички или политиколошки Македонија? Подолго време во скоро сите политички дебати предупредував дека пристапот во разрешувањето на политичката криза во Македонија од политичките провенции на клучните политички партии од македонскиот корпус по пат на исклучивост да се обиде да наметнат одредено решение или да ги наметнат своите политички стојалишта води до насилие, до насилство. Не е проблемот во разликата на политичките гледања, јас постојано тоа го повторувам, но е проблемот во исклучивоста на тие различни политички позиции. Таа исклучивост доведе до тоа што доведе во тој непријатен четврток, да го наречам благо. Јас исто така ценам дека дури и во оваа фаза се уште не е започнат расплетот на политичката криза во Македонија. Мислам дека се уште се наоѓаме во фазата на заплет на ситуацијата, затоа што немаме сега елементи на одржливост на новата ситуација. Претходно немавме елементи на изводливост, сега веќе немаме елементи на одржливост на настанатата ситуација. Социјалдемократскиот објасните што значи? Социјалдемократскиот сојуз се обиде да ја разреши оваа криза, да не речам насилнички, но еве најблагокажано е со исклучивоста на својата позиција, без да го земе предвид она што ние го нарекуваме стравови кај јавноста. Значи многу стравови се појавија, независно дали тие беа набилдани од доскорешната политичка партија на власт, дали беше тоа некоја политичка игра од нивна страна или не, но објективно, ако вие сакате реално да погледнете ситуацијата, ќе видите дека кај секого, дури и во оваа фаза, има кнедла во грлото, дури и кај оние што беа поддржувачи на Заев и Социјалдемократскиот сојуз до изборите во декември. Јавноста не е среќна, мислам дека не се среќни ни тие кои што добија шанса да го валоризираат ова парламентарно мнозинство. Зошто ова го говорам? Го говорам затоа што таквата ситуација е лошо посејано семе во дадена разрешница, еве да наречеме на кризата, ако така ја цени, да речеме, дел од јавноста. Лошото посејано семе секако ќе даде лоши плодови. А лошите плодови набрзо ќе се видат.
Иначе, добивањето на 67-те подписи за Социјалдемократскиот сојуз и за ЗАЕВ беше исто така по пат на исклучивост. Исто така беше по пат на еден вид уцена. Во јавноста Социјалдемократскиот сојуз неуспешно се одбрани од уцената на политичките партии од албанските, првенци од албанскиот корпус, затоа што тие постојано наметнуваа прашање кои што се исклучиво од нивен лукративен, да речеме, етнички интерес. Сега, од друга страна, неконзистентна во ситуација беше и меѓународната заедница, особено Соединетите Американски држави. Зошто ова го говорам? Затоа што политичката теорија и политичката емпирија подразбираат отприлика 4 основни теории за разрешување на конфликти. Генерално, можеби, политичката практика може да се прошири до 10 типа или начини како да се дојде до разрешница на одреден конфликт. Доминантна теорија за разрешување на конфликтите е она што се нарекува месотеорија, јас еднаш ја говорев и ја објаснував, тоа е повеќе кратно нудење, значи симултано на еквиваленти. Кога велам еквиваленти, тоа значи дека треба да нудите подеднакво опции за разрешница на конфликтот и на едната и на другата страна, кој што се нели во конфликтот. Во случајов ние имавме во внатре македонскиот корпус сериозен конфликт кој што не дозволуваше да почне расплетот на политичката криза и тие еквиваленти симултано се нудат повеќе кратно, се додека не се дојде во зоната на можниот договор или зопа зона се вика таа во политичката теорија. Ако сакате и Мичеловиот пристап во разрешување на конфликтот, од американскиот сенатор кој што помогна во договорот за Северна Ирска, Црниот петок, или ако сакате да ги броиме еден по еден сите, јас сум ги анализирал, јас не пронајдов ниту еден од овие категоризирани, потврдени во политичката емпирија и практика, начини и методологии за разрешување на конфликти. Овдека имавме едностран исклучив пристап, дека ние на сила го избираме председателот на собранието, без разлика дали при тоа ќе скршиме одредена процедура, дали е таа деловнишка, законска, уставна или било каква, ќе си кажа органите, но и со постојаните закани и уцени дека доколку председателот Иванов во наредната, во втората фаза не го даде мандатот на ЗАЕВ и Социјалдемократскиот сојуз и корпусот на партија од албанската заедница, да едноставно тие исто така уценуваа дека на ист начин ќе пристапеа и кон изборот на мандатари, програмата и составот на владата. Значи тука имаме повеќе страно приот на исклучивости од сите страни, и тоа не гарантира дека ние сме на добар пат на стабилизирање на состојбата во Македонија, иако имаме уверување од страната на ЗАЕВ и Социјалдемократскиот сојуз дека не е се така како што се стравовите во јавноста. Меѓутоа, како што ЗАЕВ ја убедува јавноста, така неговите партнери, нови коалициски партнери, го демантираат. Денеска стигна деманти од Села и од неговата партија дека тој не стои зад гаранцијата која што беше дадена до председателот Иванов. Значи, за мене се уште имаме облаци на политичката сцена, се уште имаме нејасноти, се уште имаме голема доза на неизвестност во ситуацијава и она што е најважно, немаме смирување на стравовите кај популацијата, кај населението. Кнедлата во грло стои кај секој, дури и кај тие што го добија мандатот во тој табор збор. Добро, професоре, дали овие облаци кои што се уште според господин Тристевски висат оваа кнедла неизвестност политичка, може да предизвика и на тамошни сериозни дестабилизации безбедности на државата и дали вие сметате дека очекувавте дека ќе дојде до една ваква кулминација на 27 година април, каде што се случи нешто што мислам или многумина мисля дека можеше да се претвори во драматично полоша безбедностна ситуација во Македонија. Како вие гледате на овој период и на овој начин на политичка разрешница? Ако се сеќавате, пред повеќе од месец дена бев гостин во вашава емисија и тоаш кажав дека нужно е што потемелно да се изврши изготвување на безбедносна проценка. Од аспект на основните прашања не само за Република Македонија, за секоја држава. А тоа е пред се проценка на можноста на загрозување на територијалниот интегритет на државата, државниот суверенитет, уставниот поредок и човековите права и слободи. Тие се 4 битни прашања за безбедност.
Секако ја политичката сфера, но ме прашувате за безбедност. Зашто ова го зборувам? Затоа што од анализата на конкретните факти треба да се извлече, и ја се надевам дека безбедносните структури извлекле заклучок, меѓутоа дел од настаните на 27 април покажаа дека не е направена или не била направена добра безбедносна проценка. Но јас го гледам проблемот многу пошироко во врска со безбедноста на Република Македонија. Не е проблем само 27 април. Проблемот е многу подлабок и посуштенствен од аспект на битните вредности и интереси на граѓаните на оваа држава. Во која смисла ова го зборува? Целава година што е зад нас и овој период е исполнет меѓу другото со знаци од меѓународниот фактор, да го употребам тој збор, каде се бара повторно формирање на големи еднонационални држави на Балканот. Станува збор за автори од Западот. Дел теоретичари, дел практичари, дел вклучени во естаблишментите на одредени држави. Соединетите американски држави, посебно и Велика Британија. Дел од нашиот западен сосед Албанија. Значи, за безбедносните субјекти, во најширока смисла, тука ги сметам и припадниците на воено-безбедносната сфера, разузнавачката сфера и, што е многу битно, сферата на Министерството за надворешни работи, бидејќи да не заборавиме дека стратегиските интереси на надворешно-политички план мора да се креираат во Министерството за надворешни работи. Колку и како тоа се прави кај нас е посебно прашање за разговор. Сега, врз основа на тие проценки, требаше да се направи план за поставување и дејствување на сите безбедносни субјекти. Тоа треба да се направи и сега. Меѓутоа, индикациите зборуваат дека, врзано и за 27 април, дека актуелниот тогашен министер и сегашен не знае што работи и каде е актуелниот подсекретар или директор на јавна безбедност. Обратно, директорот на јавна безбедност па не знае каде е министерот, ниту контактира со него, и тие сите врски се покажа во јавноста дека се испокинати. Тоа укажува, јас се надевам дека во Министерството е направена анализа на овие прашања. Кога? Од после или пред тоа? Тоа е нивна работа, не знам. Требало и претходно, и за време, и после. Затоа што ние веќе неколку години, не сега, се наоѓаме во прилично сложена, не само политичка, туку и безбедносна состојба. Внимавајте, во политичката сфера се дозволени и празни фрази, флоскули, демагогии. Во безбедноста не. Во безбедноста ефектите веднаш, особено негативните, веднаш ви доаѓаат пред врат. Значи, тука импровизации и празни фрази не само што не помагаат, се многу непожелни. Токму поради ова сега што го кажав, исклучително е важно секојдневно да се направи таа најобјективна анализа. Видете, кога се прави безбедносна проценка, не се прави само на субјектите на загрозување, туку и на субјектите на одбрана, заштита и разузнавање. Колку тие имаат капацитет да се справат со субјектите на загрозување. Кои се субјекти на загрозување? Тоа е работа на безбедносната проценка. Сега ви кажам. Ако се сеќавате кога дискутиравме тогаш, јас нагласив и сега ќе кажам, кога има некоја екстремна изјава од премиер, пратеник, дипломат, конгресмен, да речеме во Соединетите американски држави, бивш припадник на Министерството за надворешни работи, например, на Велика Британија. Често и вие новинарите истакнувате реторичка. Јас не се согласувам со тоа. Надлежните служби се затоа поставени да пронедат факти и изанализираат што стои за одредени изјави на
актуелни лица, било во политиката, било во истражувачките тимови, било во безбедносно-разузнавачките служби на одредени држави, а кои се однесуваат на Република Македонија. Не смее да се поминува површно преку такви изјави. Зашто ова го кажувам? Затоа што за секоја изјава стои став, а ставот се креира. Изјавата не доаѓа случајно. Професоре, нели имаше ни обвинување дека премногу има партизација во тие служби за кои што говорите? Дали е тоа пречката за стручно размислување и преземање соодветни мерки превентивно на оние структури за кои што вие говорите, за да се немоќни да действуваат на начин на кој што треба да действуваат? Тоа е сега едни од елементите во безбедносната проценка. Безбедносната проценка мора да се однесува и на субјектите во безбедносно-разузнавачката сфера. Еден од елементите е, прво, степенот на професионалност и волевата компонента, поврзана со степенот на професионалност, и подготвеноста техничко, тактичка и оперативна за действување кон одреден субјект на загрозување. Во безбедноста е исклучително важен елементот ефикасност. Значи, ефектот е битен. Ова важи за секоја држава. Да не испадне дека важи само за Република Македонија. Партиската припадност, партизацијата, колку што изборот на кадри кои што се стручни. Само дозволете. Партизација не смее да се дозволи. Ама тоа е флоскула партизација. Нека се партиски луѓе само да знаат да си работата за која што се поставени, бидејќи ми се чини тоа е поголемото зло. Вака. Во државните органи се работи врз основа на устав, закони и подзаконски акти и одредени стратегиски документи донесени од надлежниот парламент во државата. Дали се вика Конгрес, Сабор, Собрание, Кнесет или така е неважно. Тоа се доктринарни стратегиски документи на државата, на секоја држава. Значи, заради ефикасноста во действувањето и реализирањето на принципите, сега ме повлекувате тоа да ви кажам, тоа треба да се анализира. Колку е присутен принципот на добра организација, колку е присутен принципот на координација, хиерархија во работата и синхронизација. Овие се 4 битни принципи за секој безбедносен систем во секоја држава во светот. Но ова мора да се направи една многу темелна анализа. Таа треба да се прави секој. Дали смета партија? Па секако дека смета. Ви кажа, не само во нашава држава, во било која држава во светот. Тогаш се отстапува од правилата на работа. Сега само малку ќе ве задржам тука, сакам да го прашам господин Ристевски, бидејќи споменавте важни внатрешни, домашни и странски политичари, функционери, министри и така натаму. Ако се тие од надвор, како што вели професорот, може би имаат некои цели кои што не се соодветни за интересот безбедносен и политички на државата, ќе го оставам тоа како отворено прашање. Бидејќи влијанието на разни разузнавачки структури се присутни во подлог период и професорот им укажано тука. Но ако станува збор за домашни политичари, тоа се високи политичари кои што претендираат да бидат првите луѓе во оваа држава или веќе биле. Зарем тие не се свесни за последиците што нивниот јавно изречен говор или неизречен може да предизвика од државата, зарем не носат одговорност и со тоа? Секако одговорноста мора да биде на прво место, но за жал во нашиот случај јас не видов одговорност во однос на иднината на државата, во однос на перспективите на нацијата и на државата. Инаку во политиката генерално јас сум поборник на стојалиштето дека политиката е доблесна професија и во неа нема исто така простор за флоскули, за скриени намери, за лага, за било што е, да речеме, од страната на злото. Но да се вратиме на ова што вие го говорите. Кај нас се соочиме со една ситуација на постојани уценувања, да речеме Социјалдемократскиот сојуз и ЗАЕВ
ги имаа прислушкуваните разговори, знаа содржината и председателот Иванов мислам дека во вашата телевизија пред неколку дена изјави дека господарот на вашите тајни е господар на вашиот живот, па од тука и сакаше да прати порака до Груевски и до ВМРО ДПМН, господар на политичката кариера нивна и господар на еднината на ВМРО ДПМН, ако сакате. Но истовремено и ВМРО ДПМН, јас претпоставам дека ги има истите тие разговори, снимки и веројатно под маса постои еден процес на меѓусебно оценување од тука и стравовите кај овие политички првенци во овие партии кои што се во судир во македонскиот блок се исто така огромни, но од тука ние губиме од вид едно нешто што да речеме кога возите со кола, ви имате еден мртов агол кога не можете да видите одредена ситуација. Во политичката теорија и практика ние тоа го нарекуваме теорија на црни лебеди. Според Талаб, мислам дека беше теоретичарот кој што ја воведе оваа теорија. Знаете, и во природните науки се сметаше дека лебедите се само бели. И долго време тоа беше основно стојалиште, но кога во даден момент открија во едни нестандардни природни околности дека постојат и црни лебеди, тогаш веќе видува дека и во природните науки постои слепило во тезите и во науките и во аргументацијата. Ова политичко слепило што се појави, јас ќе кажам кај двата политички субјекта во македонскиот корпус, и кај Заев и кај Груевски, беше веројатно поради заслепеноста да се дојде што побрзо до власт или заслепеноста по секоја цена да се остане на власт под било какви околности. Значи вината ја сносат обајцата. И двата политички субјекти не успеа внатре да дојдат до она што е кор на проблемот и до она што е навистина потреба за нацијата и за државата да се излезе од кризата на еден достоинствен начин, каде што политичката култура во општењето помеѓу субјектите ќе доминира и тоа што демократијата ќе го каже, тоа и ќе го каже на избори. Но за жал ние немаме високо ниво на политичка култура, дури ни кај политичките првенци во македонските политички субјекти кои што беа досега на власт или кои што сега претендираат да бидат на власт. И од тука јас ценам дека поради таквиот пристап нема перспектива, барем за мене нема перспектива во разрешницата на кризата на ваков начин. Еве зошто. Внимавајте, проценката моја е дека албанските партии стрикно ќе се држат до дострелите на така наречената Тиранска платформа или декларација, како сакате наречете. И за нив основен е законот на јазиците за се донесе. Според амандманот 10 во Уставот, тој се донесува со просто мнозинство во собранието. Еднаш беше променет 2008, 2011 се прошири правото на пратениците од етничките заедници да говорат на својот мајчин јазик на седниците на собранието и сега веројатно трет пат, иако е тајна и нетранспарентна содржината на усогласениот текст на предлог закона за употреба на јазиците помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и партиите од албанскиот политички корпус, предпоставуваме дека и мислам дека и Бујар Османи тоа го најави дека првото барање ќе биде седниците да се водат на албански јазик, што се коси со одредени други законски процедури и веројатно според одредени теоретичари на Уставот и со одредени уставни одредби, но тие се решени тоа да го направат и тоа ќе оди така на таков исклучив начин како што тие тоа го замислиле. Но исто така во овој закон, во предлог закон за јазици, најавите се дека и истиот ќе може да се употребува и на сите државни нивоа. Тоа значи дека и во владените структури и во министерствата министрите ќе можат и да преседаваат и да водат и да работат на албански јазик, со тоа е фактички вовед во една билингвална Македонија. Значи, билингвална Македонија, знаете дека јазикот е една од идентитетските одредници на нацијата и мислам дека тоа е еден опасен преседан во оваа фаза, затоа што тоа ќе ни го одземе аргументот во преговорите со Грција. Оти ние во преговорите со Грција, кога разговараме за идентитетскиот проблем, наш прв државен приоритет и интерес од највисок ранг, од највисок степен е да ја обезбедиме придавката Macedonian или македонски за меѓународна употреба. Но со ваквиот концепт на постепено воведување на билингвална Македонија, ние еден од компонентите на идентитетот
една од компонентите на идентитетот едноставно ја одземаме во преговорите со Грција и ние не ќе можеме да се избориме за ерга омнес, нели, употреба на придавката Македонијан во меѓународни рамки, ќе останеме македонци и македонски само за Република Македонија, само за внатрешна употреба, што е стратегиски и историски една сериозна грешка, а утре можеби некоја нова генерација тоа ќе го прогласи за велепредавство. Добро, ајде да видим овие тези, ваш коментар, дали од двата аспекта. Значи, преска кај што застанавме, сака малку да продолжиме, ама да го вклучиме овој дел за кој што говореше господин Христовски, дека новата политичка стварност, со новото парламентарно мнозинство, доколку е така, ова се претпоставувам претпоставки види кои што не сме виделе. Проценки за на основа на она што се досега прочитавме и видовме. И нетранспарентноста не води до вакви заклучоци. Значи, политичките реперкусии се едно, но дали таквите позиции може да донесат нова реалност во сферата на дестабилизацијата и одговорноста на водечките луѓе, за кое што говоревте вие, е проблем уште од пред осамостојувањето во Македонија, па наваму, како службите може да бидат независни и кон луѓето што ја водат државата. Видете, тука е едно прашање кое е суштинско за секоја држава. Бидејќи е поможна државата од било кој што е во тој момент на власт. Било која личност. Дали е Трамп или е Путин или е... Се отварате едно друго прашање, но многу битно, го начна колегата Ристовски, а тоа е односот во редовите на македонската нација. Тоа е едно од најклучните прашања. Како односот во редовите? Во редовите, внатре. Интраетнички. Па гледате сега дека основниот судир во Македонија, сиве 26 години е внатрешно национален. Така е. Се отварате едно друго прашање, можеме да дискутираме сега за ова прашање и тоа е едно од клучните прашања. Ако не и прашање на сите прашања кога станува збор за Република Македонија. Зашто? А тоа важи за секоја држава, не важи само за Република Македонија. Кога најбројното население во една држава дојде во внатрешен, толку изострен судир, при што главните политички субјекти не се подготвени на никаков меѓусебен компромис, тоа е сега случајот во Република Македонија, тоа нужно, законито води кон судир. И тоа е најопасното прашање сега за Република Македонија. Што е битно? Политичката сфера е број 1. Тука се одредуваат приоритетите на државно ниво. Нација која не знае да си ги одреди приоритетите, да се избори за нив и да ги одржува, не само да ги избори, да ги одржува и трето да ги развива, тешко може да обстане. За Република Македонија и за македонската нација ова е уште едно, така да кажам, еден степен со повисока опасност за обстанокот на државата. Внимавајте. Затоа е ова прашање на сите прашања. И логично е сега, вие што прашувате, што ако нема никаков показател за смирување или помирување, како сакате. Заклучокот води кон ново изострување, знаете како во спортот, ако двајцата играчи одат со ѓон еден на друг, пукаат нозете, доаѓа до тешки повреди. Со тоа што овде повредите се за целата нација, за сите граѓани. Овде станува збор за потреба од една одговорност на највисоко ниво. Сега ме враќате мене на нешто што јас сум му кажувал уште пред 30 години. Навак. Да, битните прашања за Република Македонија од излегувањето од Југословенската Федерација се сменаја условите. Ние добро знаеме и во политичките и во безбедносните науки констелацијата политичка и безбедност е исклучително важна. Значи, кога се сменаја условите, мораше приоритетите да се одредат на друг начин и да се одредат субјекти кои ќе ги се борат и ќе ги заштитуваат тие вредности, ајде да кажем. И тоа не е фраза, тоа е многу важна вистина. Тоа од една страна. Од друга страна, цело време
нашава држава и посебно македонската нација е изложена на напади. Само да ве подсетам. Од името, јазикот, самостојноста на православната црква, битен идентитетски елемент, до територијално загрозување од аспект на создавање големи држави, во случајот етничка или голема Албанија, кога имаме сега еклатантно, без задршка, директно, барање и укажување од странски фактори, без никакви дипломатски огради, најдрско, најотворено. Значи, сиве овие елементи за кои зборувам, бараат кохезија во редовите на најмногобројното население, во случај во редовите на македонската нација. Сега имаме обратна ситуација. Изострувањето е дојдено до највисок степен. Нема никаков знак на усогласување бар за неколку приоритети. Тоа нужно делува и врз безбедносните субјекти. Логично. И тоа е таа најголема опасност, бидејќи јас и студентите ги учам во сите безбедносни субјекти во светот и воени, број еден елемент е довербата меѓу припадниците, меѓу себната. Ако нема доверба, не може да има акција и не може да има ефикасност. Обратно, ќе доаѓа до саботажи, до пукање на системот. Ова е, сега ме повлековте, па да не одам малку подлабоко и чисто од оперативен аспект да ви кажам колку е тоа опасно. Вие видовте и состојбата во МВР на 27 април беше, што ви рекол народот, и за плачење, и за жалење. Од аспект на овие битни принципи што ви ги спомнав. Ниту хиерархија, ниту организација, ниту координација, ниту синхронизација. Одговорноста е пред сите граѓани на Република Македонија. Значи, степенот на одговорност мора да биде на највисоко ниво. Може ли мала? Може ли да почекаме 30 секунди, 1 минута реклами, бидејќи малце го поместиве терминот, а потоа зборот е ваш. Одиме со блок реклами. Еве повторно во аргументи разговараме со доктор Илчо Ристовски, професор доктор Томе Батковски за политичко-безбедносната ситуација во Македонија и новите предизвици пред нас, со навраќање на некои моменти од осамостојањето наваму и можноста од професионализација на важните државни служби како што се безбедносните, но и демократизирање и усовршување на политичката пракса. Господин Ристовски, пред блокот реклами имате дополнување само на да излагањето додадам професорот дека и Батковски. библиски секој дом што е поделен на групи кои што се во расправија едни со други е осуден на пропагање. Значи, една од оските на кои што, да речеме, тежи македонската политичка криза во сиви изминати 20 кусор години е токму непостоењето на македонско национално единство, односно немање капацитет на политичките првенци во македонскиот корпус на политички партии да наметнат македонско национално единство и да преку тоа македонско национално единство извршат влијание врз сплотување на нацијата. Од исплотеноста на нацијата е најсилната одбрана против сечии аспирации, дали тоа доаѓаат од екстремистички структури на одредени етнички заедници или не, од внатре или од надвор. Значи, тоа е едната оска. Втората оска доаѓа по надворешна линија, која што во дадена ситуација е помалку важна за нас, затоа што кај нас клучниот проблем е внатре, нели, непостоење на македонско национално единство и силно разорени односи и комуникација помеѓу политичките првенци кај македонците. Вториот дел е тоа што Македонија се наоѓа на исклучиво сензитивна, значи чувствителна крстосница, значи на еден крстопат. Во политичките науки ние тоа го нарекуваме помеѓу силни геополитички тектонски плочи. Од една страна имаме Европската унија, простете, а од другата страна го имаме веќе притисокот на Русија и на Турција со нивните империјални амбиции.
Знаете дека Русија пројавува одредени империални амбиции по линија на панславизам и по линија на влијание на таборот на православието, на ортодоксното, значи христијанство, од една страна, а од друга страна веќе сега имаме чиста позиција каде што имаме скоро апсолутна власт на председателот Ердоган во Турција, која што беше најавена, ми се чини, уште 2012 година во Босна од страна на Давитоглу, кога веќе тие најавија дека по линија на дострелот на Отоманската империја Турција ќе сака да си го врати своето влијание, односно тоа е она линија на Зетра или зелената трансверзала. И сега помеѓу овие тектонски плочи, веројатно, знаете, кога има поместување, секој пат ќе се тресе нова подрачје, затоа сме ние на линија. Сепак сакам да се навратам на ова што говорите о бајцата, ние немаме силно национално единство, немаме кохерентност политичка. Имам прашање или потреба за дообјаснување на овој термин национално единство. Убаво звучи и веројатно многу граѓани различно ќе го толкуваат тоа што значи македонско национално единство во еден политички плурализам и особено бидејќи Македонија се дефинира како мултиетничко општество. Оттаму можеби произлегуваат и нејаснотиите кој тоа повикува на македонско национално единство, какви причини и последици ќе има врз другите, што не се македонско национално, од македонското етничко потекло, и како да се установи што се национални и државни интереси на Македонија. Ми се чини, неколку пати го поставувам ова прашање, се чини многу едноставно, ќе ми одговори, па се знае што се национални интереси, но мислам дека не еднакво двете главни мејнстрим политички идеологии го толкуваат оваа синтагма национални интереси. Вие сте политиколог, можете ли да објасните ако што значи тоа? од обичните дефиниции. Значи, родолюб е оној што си ја сака татковината, така? Својата родна грудка, својата земја, таму каде што е роден. Сега во теоријата на политички науки има и една дефиниција за национализмот, дека тоа е и љубовта кон својот народ. Што во суштина не ја исклучува и љубовта и кон другите. Ако сакате христијанскиот принцип да го примените, апостол Павле гордо удираше во гради дека јас сум евреј, нели? Јас сум род Израелев. Значи, важна беше таа компонента за апостол Павле. Важна е и за секој. Тоа не значи дека ако јас си го сакам мојот народ, дека во мене ќе има простор за омраза кон да речеме албанската етничка заедница или кон било која друга етничка заедница во Македонија. По теорија или вие како го толкувате? И по теорија, но еве и практично јас така го чувствувам. Некои не го саќаат така. Ако вие имате доволно љубов за сопствениот народ, тогаш вие во вас ќе нема простор за омраза кон другиот. И тоа е оној позитивен национализам. Не зборувам за негативниот национализам кој навлегува во шовинизам и има елементи на омраза кон сите останати. Прагма, до што би довело ако се постигне македонско национално единство? Тоа значи дека овие две скарани политички партии постигнат некако консензус. До сплотеност на нацијата и на државата. Во кои точки? До нови отворени перспективи за нацијата и за државата. Во кои точки битни би се споиле? На основа на што би се темелело македонското национално единство? Видете, посекањето на татковината, давањето помалку права на другите или во што? Ако Република Македонија во уставот, во преамбулата и после уставните амандмани 2001 година е дефинирана како држава на македонскиот народ и на делови од други народи кои што живеат на територија на Република Македонија, тоа не значи дека ние како македонци треба да исклучиме љубовта кон својот народ и да работиме на сплотеност на нацијата како најсигурна спрега одбрана од било чии обиди за екстремизам по етничка линија или по етничка основа. Вклучувајќи го македонскиот. Значи, ако во устав Македонија е дефинирана како држава на македонскиот народ, тоа значи дека ние треба да се ја почитуваме како таква. Знаете, тоа не значи дека албанската етничка заедница во Македонија нема да ги има сите права како рамноправни граѓани во државата. Тоа не значи дека ним ќе им биде оспорено. Во Македонија не единството е токму околу тоа. Поголема е омразата, зашто говореше професорот, интраетнички, него кон другијата етничка заедница за која што се караме на некој начин. Тоа е еден чуден круг. Значи, поголемо е недоразбирањето меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, генерално и партиите што ги окружуваат, одошто
кон албанскиот политички корпус, за кој што говорим. Видете, сплотеноста на нацијата подразбира дека ние треба да развиваме политичка култура во која што ние ќе имаме борба на концепти, на различни политички концепти, различни политички убедувања, не гладиаторска арена во која што ние ќе се требиме едни од други. Значи да градите национално единство не значи да се изедете внатре вие во македонскиот корпус. Значи да градите национално единство, тоа значи да работите во интересот на нацијата и во интересот на државата, но и во интересот на секоја индивидуа која што е родена, нели чекори и твори на ова парче света македонска земја. Значи дека ако сте вие на власт, вие треба да работите во интерес на генерациите што доаѓаат без разлика дали имаат етнички предзнак, етничка боја или не. Значи треба да работите во интерес на сите. А знаете вие, јас сум го говорил, Лорд Ектон вели дека внатрешната желба за апсолутна власт подразбира внатрешна желба за апсолутна корупција. И од тога вие, ако сакате да приграбите од општествениот капитал што повеќе мој влијане интерес за себе и за својата политичка гарнитура, вие тогаш работите на неединство на нацијата, вие работите против нацијата и против државата. Дозволете. Вие го одземате субстратот на идните генерации. Дозволете. Значи, тука нема љубов за нацијата. Ова е многу важно да го пренесеме на уште потешко ќе го сватат тоа безбедносните служби. Ваквите нејасноти, дубиози или различно толкување на патриотизмот, родолюбието и приоритетите, како ги нарекувате вие во една држава, треба да го спроведуваат и тие што се грижат од безбедносен аспект за државата, не само од политички аспект, како идеологија. Не треба, туку мора. Туку мора. Но и тие се луѓе. Затоа и доаѓаме во ситуации, и сме доаѓали историски во различни времења, да службите бркаат политички, како да кажам, екстремисти од другата страна. Додека бил комунизмот, била граѓанска десница, па биле прогонувани за ВМРО идеите, па биле прогонувани албанските екстремни здружени организации. Значи, тоа се пренесува и во безбедносните служби, таа идеологија. Како да се постават службите спрема секого подеднакво, према сите екстремни случаи, поединци или групи, кои што работат против Устав. Веројатно Уставот е темелот на македонскиот национален интерес. Така што Уставот и законите. Така, значи нема друга теорија на што е. Во Уставот. Многу убаво пишува во законите. Во кривичниот закон пишува. Ево, кривични дела против државата. Тој што било кој работи, имено, дали е македонец, албанец, српски, не е важно. Таму, тој што ако изврши дело тероризам, саботажа, диверзија, атентат и така натаму и така натаму. Многу јасно е тоа, не знам зашто се не поставува сакам да не импровизираме, оти често се импровизира македонските државни национални интереси. Тоа е Уставот на Република Македонија. За сега тоа е единствениот пишан документ. Национална концепција за безбедност, донесена од Собранието на Република Македонија. И таму се интересите поделени. Важни, трајни и така натаму. Кај мене е испитно прашање, меѓу другото и тоа. Значи работите се многу јасни. Не треба да се прави. Не знам дали се јасни. Многу се јасни работите. Вие самите кажувате дека тие јасни работи доведоа во Министерството за внатрешни работи да се случат такви утки и промашувања. Не доведа тие работи. Што доведе тоа? Доведи, сега отварате едно многу големо прашање, затоа ви кажав јас. Не доведа Уставот и законите до тие работи. Не Уставот и законите. Доведе непринципијалната борба за власт. Зборуваше колегата Ристовски претходно, да не го отвараме тоа прашање. Значи, ако не може водечките субјекти да постигнат согласност, ова важи за секоја држава, не важи само за Република Македонија, да не се сватиме погрешно. Водечките субјекти мора да постигнат консензус за државните интереси. Инаку државната заедница не може да постои, не е наша, како било која. Значи, зато имаме уставни вредности. Јас ви кажав, постои територијален интегритет. Тоа е вредност. Една темелна вредност, која мора да се заштитува. Постои државен суверенитет. Тоа значи остварување на законска власт на сите делови од територијата во случајов на Република Македонија. Така. Тоа мора да го спроведат меѓу другите во својот законски делокруг и безбедносните субјекти. Многу е јасно, нема нејасноти тука. Добро. Некој сака или некои сакаат да ги релативизираат работите. Кога имате директно барање за нарушување на територијалниот интегритет, преку пласирање тези за големи држави,
Тоа се релативизира дека тоа била реторика. А јас викам дека тоа не е реторика. А безбедносните и разузнавачките служби треба темелно тоа е нивна работа, професионална, да го одработат, да ги утврдат фактите и да ги согледаат конкретните субјекти на загрозување. Ниедно загрозување во Македонија од 91 навака не настана ниту случајно, ниту наеднаш. Настана плански, систематизирано. Според тоа, работата е надлежниве служби во безбедносниот систем да си ја вршат својата со закон утврдена работа. Тоа е дел и на професионализмот, дел и на политичката култура и дел, ако сакате, и на општата култура што значи држава и како се чуваат вредностите на една држава. Имате во Велика Британија чест секој граѓанин за одредено сознание што смета дека е значајно за безбедноста на Велика Британија да се јави и да го презентира. Тоа се смета за висок акт на патриотизам. Треба да се чуваат институциите на државата. Според тоа, значи да не се релативизираат работите. Вемова, имам и големо практично искуство. Се знае што е одговорност на Министерството за внатрешни работи, што е делокруг. А што може да направат безбедносните служби за една политичка декларација? Каква што говорите за платформата на ванските партии? Што може да направат? Не би го разбирам прашањето. Значи имаме една политичка платформа, за која велите не треба да се свати несериозно, туку сериозно. Апсолутно. Што тоа значи за безбедносните служби? Јас тоа го кажав колку беше, пред неколку месеци. Ама тоа е директно мешање во внатрешните работи на Република Македонија, политички посматрано. Се носи во кабинет на премиер на друга држава. Добро, не ме интересира што е во кабинетот на Еди Рама. И да е во кабинетот на српскиот премиер, грчкиот или бугарскиот, истото ќе го каже. Тоа е навреда за една држава, тоа е мешање во нејзините внатрешни работи. Што треба безбедносните служби да направат? Веднаш ќе ви кажам. Треба да откријат позадината. Треба да ја откријат кои се крајните намери. Треба да откријат кои се субјектите на конкретно извршување. Колегата Ристовски е политиколог, многу добро знае. Имате инженеринг, не е доволен ставот и програмата, во политиката имате инженеринг. Како да се реализира? Тоа е работа на безбедност, да ме влечите ако има, за ако нема, чекајте, не брзајте. То треба да се утврди. Не може да нема, кога во кабинет на премиер на една држава, се разбираме, се создава таков документ, свечено се подпишува и се со акламација се поздравува и така натаму и така натаму. Се разбираме, не може да нема. Зошто западнавме, се извинувам? Да не ме прекинем. Не, само ова да, значи опасно е во безбедност, затоа реков. Секој релативизирање, минимизирање на одредени јасни факти или политизирање. Знаете, политизирањето е исто екстремност која оди во површност. Ако тие мерки ги преземат безбедносните служби во најшироко сватена смисла, разузнавање, полиција, контра разузнавање и така натаму. Но ако тоа го преземат политичарите и граѓаните на свој начин, тоаш не знам дали тоа соодветниот одговор за заштита на безбедноста на државата за која што говорите вие. Јас не го реков тоа. Не, јас не го реков, да го прашувам. Ви кажав. Но не посочивте, значи институциите не го направи тоа, го направи некој друг. Имаме нефункционалност. Дали некој друг го направи, јас не знам. Како не знаете, па 27 април се случи. Чекајте, да не брзаме малку. Па видете, граѓаниот има право да реагира. Секој граѓанин. Секој граѓанин има право да реагира. На кој начин? На начини дозволени во секој демократско општество, вклучително и согласно законите во нашава држава. Според тоа, па имавте вие, гледате вие, да не посочувам примери, во Франција реакции на граѓани, гледате во Соединетите американски држави, да не го отвараме процесот сега во Соединетите американски држави, што се случува внатре во естаблишментот. Ме разбирате? Јас зборувам сега за друго, дека мора на безбедносните институции да им се отвори просторот за да се ја завршат својата со закон утврдена задача. Тоа го зборувам јас. И нормално тоа е нивна работа. И за Тиранската платформа, и за сите други платформи.
Тоа е нивна, тие имаат специјални методи. Ние немаме информација дали се преземени такви мерки. Значи дали сме обезбедени од тој аспект. Тоа е работа на премиерот кој треба да побара извештај од нив. Тоа е работа на претседателот на државата кој треба да побара извештај од Агенцијата за разузнавање. Се разбираме, си има процедури. Тука ние во Република Македонија во безбедносниот систем имаме група за проценки. Имаме центар за управување со кризи. Никој не искочи на пресконференција да каже дали се направени тие мерки. Тоа е нефункционално со институцијата. Тоа треба да го направат. Затоа и полемизирам со вас. Она што ние го видовме беа граѓани на улица кои што имаат право да протестираат и имаме насилен влез во собранието. Тоа е се што видовме од безбедносните служби. Ние не ги видовме. Дури кога требаше да ги видиме, не ги видовме. Видете се, тоа е сега констатација. Јас ви кажувам што треба да се направи. Добро, што треба да се дозволете. Јас сум професор. Разбирам што сакате да кажете. Ако има можност да направам анализа, ми се дадат факти, со задоволство ќе ја направам. Со големо задоволство. Но зборуваме дека институциите мора да ја завршат својата со закон утврдена задача. За тоа зборуваме. И дека секоја партизација во тие рамки може да биде не само опасна, може катастрофална да биде за секоја држава, вклучително и за Република Македонија. А тоа е пред се одговорност на водечките политички субјекти. Тоа е пред се нивна одговорност. А видете, само сега ова отвара многу прашања, не доволно, ево само ќе ви кажам нешто. Видовте вие изборувавме минатиот пат. Со одредени погрешни чекори, американската надворешна политика, што ги направи, практично непромислени, колку отвори простор на Русија да ги реализира своите интереси и директно свети американски држави нанесоа штета на дел од држави за кои вербално тврдеа дека работат во добар интерес во однос на нив. Што сакам сега да кажам? Затоа се опасни политичките фрази, онако ја реков јас. Јас длабоко ја ценам политичката сфера, да не се сватиме погрешно. Длабоко ја ценам, али овде зборуваме за злоупотреба на политички фрази, за демагогија која може да биде страшно опасна. Според тоа, се гледа, праксата е секојаш критериум на вистината. Се разбираме? Според тоа, ако треба, дозволете уш ова реченица, да се зачува државниот суверенитет, институциите треба да го зачуваат. Не смеат надлежните институции да се кријат зад политички фрази. Ако треба се спроведе кривичен закон, мора да се спроведе, не треба, тој мора да се спроведе. Спрема секого за кого постои основано сомнение дека сторил кривично дело тоа и тоа. Се разбирам? Ова е исклучително важно прашање, затоа што преку многу од овие прашања од политикански аспект во сиве 26 години бегло се поминуваш од еден или друг или трет политички интерес и се релативизираш. Сега го имаме резултатот на тоа долго релативизирање на одредени безбедносни прашања. Значи, не знам зошто беше потребно да се излегува надвор од рамката на Охридскиот рамковен договор. Тој беше со крв донесен. И тој има лоша меморија кај македонското граѓанство. Значи, во лошо сеќавање. Значи, целата таа ситуација, наметната по пат на внатрешен, па ако сакате и воен конфликт, доведе до една непријатна ситуација и до една непријатна слика. Ние сиве овие години ги исцрпувавме можностите на Охридскиот рамковен договор и уставните амандмани и така натаму, и тој постепено се вградуваше во уставот и нормално албанското граѓанство требаше да добие одредени права и без Охридскиот рамковен договор, нели во делот на образованието и така натаму. Јас често пати говорам дека академската сфера, светските искуства, светските практики, ако сакате и Обединети нации, Комесаријатот за човекови права, во делот на јазичните идентитетски права, се знае кои се стандардите и соодветно на македонските устави се знае до каде се границите, до каде може да се оди, а од каде ќе се премине нели унитарноста на државата или суверенитетот национален на државата и така натаму. Значи, требаше во една атмосфера на политичка култура да се издействуваат овие работи, во една политичка дебата да се дојде до максимално можното. Нели политиката е сепак уметност на можното во дадена ситуација. Но сега веќе имаме ситуација, наместо да одиме ние
конструирање на духот на рамковниот договор и продлабочување на правата во делот на образованието, во делот на правата на жената и така натаму, ние сега упорно се држиме до етничката оска, надевајќи се албанскиве првенци дека на тој начин ќе се го повратат авторитетот меѓу албанското граѓанство. Меѓутоа, која е поентата на едно такво нешто? Јас долго време не сакав да говорам за Тиранската платформа, затоа што сметав дека таа кукавично јајце подметната во демократскиот опозицијски табор, за да нели го изгуби предимството или предноста што ја оствари со резултатите на изборите во декември, иако беа пата резултатите. Но веќе сега ние имаме фактичка ситуација на маса. Пробивањето на рамката на Охридскиот рамковен договор отвара нови стравови кај нацијата, отвара нови аспирации кај екстремниот дел и кај одредени радикални структури во албанскиот политички корпус и така натаму. И веќе Македонија е соочена со нов момент, политичарите се одговорни за целата оваа ситуација, исто како што се одговорни и за нефункционирањето на институциите, за партизираноста на институциите, што доведе до неможноста навреме да се дадат овие политички проценки, но и ако се дадат од професионалците, вие гледате дека министерот од една партија, директорот на бирото е од друга партија, таму имате двовластие, како што имаше и скоро во сите институции. Значи, проблемот е кај политичарите, иако, нели, правниот дел треба да се бави со правните работи, безбедносниот дел со безбедносните работи, но сите сегменти мора да функционираат воедно, во име и во интерес на државата и нацијата, во име и во интерес на суверенитетот на нацијата и граѓанството. Споменавте улогата на Америка, но ја би ја споменал и улогата на Европа. Внимавајте, еве, пластично ќе ви кажам како несмасноста на администрацијата во Брисел се одразува конкретно и по незината безбедност, ако сакате. Значи, ние имавме арапска пролет. Администрацијата во Брисел и незината единствена надворешна политика не успеа да одговори, нели, да се постави во однос на арапската пролет. Таа роди радикални исламски структури кои што, нели, по пат на тероризам или екстремизам се прелеа на тлото на Европа и веќе имаме жртви со одредени терористички напади и Брисел смета дека ниту еден граѓанин, ниту една држава на Европската Унија не е безбеден. Тоа е едното прашање. Второто, внимавајте, се случи сириската криза. Европа повторно не успеа да се наметне и да изгради своја позиција и став во однос на сириската криза. И оттука се случи мигратскиот бран и повторно огромен дел од бегалците дојдоа на незина територија. Незината несмасност и неспособност да ја дефинира унисоно надворешната политика повторно донесе проблем на незино тло. И третата работа, Европска Унија не успеа да парира на руската воена интервенција во Украина. Тоа е класична окупација на дел од територија на суверена држава, според меѓународното право тоа е окупација, нели, делот од Крим беше фактички насилно одземен од страна на Украина и таму сега имаме воени действија. Европа повторно од лукративни причини, од линија на помал отпор не изгради своја позиција, но тоа ќе се одрази повторно во незините идни политики. Збориме во она што тие нарекуваат надворешна. Имаме малку време, уште имаме блок реклами, а потоа завршуваме. Се сакав ова да го врзам со македонската ситуација, мајде. Ајде, идеме со реклами, а потоа ќе продолжиме. Еве сме во аргументи, последна третина од емисијата. Имаше мала полемика околу доразнесување некои поими. Бидејќи ве прекинав, ако сакате довршите мислата Европа, Македонија, а потоа ова што во паузата почнеме со професорот да го се ова што и се случува на Европа, на незиното тло, да речеме и на незината политичка сцена и автершоковите од Брекзитот и нели нараснатата потреба од внатрешни реформи на Европската Унија, покажува дека таа нема доволно сила да се справи со можните евентуални кризи, да речеме, во регионот на Западен Балкан. Таа секој пат постфестум реагира, никој пат навремено не реагира и оттука иницијативата ја презема секогаш американците. Така беше и 2001, така беше и во оваа ситуација, нели, после доаѓањето на Хојти. Така беше и во Албанија, ако сакате. Албанија, опозицијата не сакаше да учествува на избори, се додека не дојде Хојти. Европа се обидуваше, ништо не успеа. Дојде Хојти за еден ден ги натера опозиционерите да седнат на маса и мислам дека денеска има воредна седница на парламентот со која што тие ќе пристапат, нели, кон тие измени и така натаму. Значи,
сакам да кажам дека ние не можеме да се надеваме Европа да ни ја реши внатре политичката криза во Македонија. За жал, ние не изградивме отпорност како држава и како општество да можеме сами, значи внатрешно, остриците во механизмот на функционирањето на системот да ги разрешуваме. Јас велам дека изворот на сета криза беше во методологијата на владење изминативи 11 години, методологија според која што се урниса клучните компоненти, вредносни пилари на општеството, правдата, слободата, еднаквоста, немаме владење на право, имаме партизирани институции, значи се разори системот внатре, демократскиот систем на функционирање беше разорен. Нормално од лукративни причини, нели, според Лорд Ектон, тоа е секогаш апсолутната корупција. Значи, ова нас ке ни се одразува, ние немаме стабилизиран систем. И вие имате сега преземени чекори од страна на претендентите на власта во услови на нестабилизиран систем, нестабилизиран политички поредок, немате уште функционални институции, секаде имате двовластие. И тоа ќе се влече со месеци. Никаква перспектива јас не гледам во разрешување на политичката криза на ваков начин. Мораше да се пристапи кон санација на системот. Вие не можете да го реновирате кровот на зградата без да ги санирате темелите долу и нормално столбовите догоре. Значи, мораше да се почне од почеток, не вака, не на брзина, не по секоја цена. Значи, јас тврдам дека ваквиот начин на брзина и по секоја цена да се дојде било како да се докопа до власта и по пат на уцени, и по пат на притисоци, на едни ќе им говорам едно во Белград, на други ќе им говорам друго во Софија, на трети дома за домашна потреба ќе им говорам трето. Тоа нам не влева доверие ни кај нацијата, ни кај на државата, ни кај меѓународниот фактор. И тоа е уште една слабост на македонскиот национален дел. Уште една внатрешна слабост која што другите ќе употребат, односно злоупотребат со екстремизам, со нови аспирации радикални од страна на Бугарија, од страна на Грција веќе почна да се будат нови аспирации. Тие веќе се на прагот да ја добијат битката со името и така натаму. Гледате Еди Рама како се поставува. Зошто како знак на добра волја, ако албанските партии нели со изјавата и со гаранцијата до претседателот велат дека тие ќе се борат и ќе работат на унитарност на државата, зошто како знак на добра волја или бона фиде чекор заедно не подпишат една декларација со која ќе побарат од Еди Рама и од албанската држава да признае Македонија под уставното име? Зошто тоа Албанија не го направи? Ако Еди Рама е загрижен за правата на албанците во Македонија, зошто не направат знак на добра волја, бона фиде одлука да признаат Македонија под уставното име? Тоа кажува дека има скриени намери. Дека за сето ово има скриени намери кои што треба да ги анализират политичарите, безбедносните структури и нормално да се справиме со предизвиците, да ги пресретнеме сите опасности и да ги намалиме стравовите кај нацијата, да отвориме нова перспектива во општеството. Професоре, завршуваме со вас. Вашето објаснување на борбата за стабилност на Македонија. Споменавме Америка, Европа, соседи и внатрешното нефункционалност на некои институции, на службите, на политичарите, неодговорноста. Јас повеќе сум лаик, може и повеќе се плашам дека ние самите создаваме внатрешна клима, што е создава климавост на државата, за да можат сите овие странични орли да навлезат, да ослабнат безбедносната состојба во Македонија и да ги искористат политичките несогласувања во своја корист. Значи, дали прво треба службите за безбедност да работат унисоно со политичарите, на почетокот да споменавте Министерството за надворешни работи, не случајно, предпоставам, бидејќи тоа е на некој начин првиот политички одбранен бран кон сите надворешни влијани. Како да формираме стручни служби, како да не бидеме како во времето на бивша Југославија, да владеат генералите и полицијата, туку политичарите, ама сепак да не биде тоа празни зборови, политички флоскули, туку за нив да има сериозна безбедносна гаранција за државата Македонија. Тоа е прашање на политичките субјекти. Значи, почитување на Уставот и законите. Ова не е фраза што го кажувам сега. И да ви споменам, преска почнав, ние имаме во нашиот систем, македонски, управувачки комитет. Работа на управувачкиот комитет, заедно со Центарот за управување со кризи и групата за проценки, и да изготвува безбедносна проценка во однос на Република Македонија. Тоа мора да го прави. Не треба, не може. Мора да го прави. Тој не е состанот од кој е формиран. Понатаму, ова е суштинско прашање. Не е состанот. Ова е суштинско. Советот за национална
безбедност на Соединените американски држави работи, не постои на хартија. Одиме понатаму. Тука е владата. Без разлика дали е таа политичка, техничка, експертска, таа си има задолжение. Се разбираме. Таа проценка мора да се усвојува на влада. Значи, не на ова или онаа партија, не во ова или онај партиски одбор, на влада. И врз основа на проценката, како еден темелен, сложен документ, да се донесат државни одлуки, кои ќе бидат во прилог на основните вредности и интереси на Република Македонија. Значи, мора субјектите да се научат така да работат, за да не се релативизираат сите загрозувања спрема Република Македонија. Ова е прашање од 1991 година. Не е ново прашање, може многу да ви зборувам за ова. Сум му кажувал уште после 1991 година, врз основа на факти, на можни загрозувања. Работата на безбедносно-разузнавачките субјекти во рамките на безбедносниот систем и во цивилната, и во воената сфера е токму навреме да ги открие, лоцира, обработи И се сите носители на субјекти на загрозување и да направат план за развој на собствени капацитети, ако не постојат, или да ги доразвијат постоечките, за навремено, ова посебно го истакнувам, навремено спротивставување. Простите, ако се работи за високи политичари, ќе ги апсиме, ќе ги Во која смисла? Како По лидери на партии, Ако се сторители... Ама како ќе утврдиме дали се сторители? Значи тие сега декларативно нешто кажале. Промена на устав, редефинирање, двојазичност, Не можете така дводомен да... парламент. Значи сега дали е тоа доволно за службите да Не. имаме Лаички не може така да зборувате. Постојат надлежни, си постојат надлежни субјекти. Од криминалистичка полиција, Управа за безбедност и контраразузнавање, во чиј делокруг е навремено откривање, разјаснување и спречување на кривични дела против државата. Криминалистичката полиција работи на откривање и разјаснување на и докажување на кривични дела. Обвинителството е орган на гонење, на кривично гонење. Сите треба да си работат својата работа. Се работи за стручна работа, високо професионална и стручна работа. Јас ви кажав, во кривичниот законник е нагласено тој што според тоа апсолутно е небитно кој статус го има припадникот кој го крши кривичниот закон. Освен ако е носител на имунитет, има постапка во соодветниот парламент на одземање на имунитетот за да може да се спроведе кривично гонење. Според тоа во демократски услови нема недопирливи, но сето тоа треба да се работи врз законска основа. И според тоа не треба, туку мора да се работи така, тоа го потенцирам постојано. Инаку, во овој сложен свет, светот бил сложен и опасен секогаш. Сега особено, во оваа многу сложена констелација, и на Балканот и во светот, кога големите сили се поместуваат спрема Азија, сакат што побрзо да ја смират ситуацијата во интерес на нивните витални национални интереси. Тоа е оној американски стил, знаете. Тие се многу практични и остри. Едно работат јавно, друго работат под површината. И затоа, видовте, во Албанија брзо се договори формирање на техничка влада до изборите. Така беше? И овде кај нас исто за Не, дозволете. Но, има една изрека, додека сам не си помогнеш, никој не може да ти помогне. Затоа го нагласи претходно она прашање. Најголема одговорноста на најмногобројното население во случајов на македонската нација. Највисока, најголема одговорноста е во случај во Република Македонија. И зато мора, кај политичките субјекти, мора да се постигне согласност во однос на приоритетите, не националните приоритети, не од аспект на сите прашања, далеку било, никој тоа не го вика, унисоно не можеме ние и не треба, но по однос на битните прашања мора да се постигне консензус.
Инаку се доведува во прашање и обстанокот и на државата, и на нацијата. И јас не сум рекол ништо ново. Ова важи за секоја држава и важи за секоја нација. Затоа е исклучително важно кај помалите држави, помалите нации, тој степен на кохезија да биде на повисоко ниво. Ако тоа не го постигнеме, верувајте, кризата ќе се развива. Завршуваме. Може само една реченица. Значи, ако внимателно анализирате изјавата на Заев денеска, тој вметна еден елемент дека се договориле со албанските провинции на политичките партии од албанскиот корпус за консензуално одлучување, како вовед во консензуална демократија. Знаеме што тоа значи, нели? Тоа значи дека веќе првиот чекор кон бинационална Македонија е направен во преговорите сега. Јас би сакал да ми спротистават аргументи и да ја разубедат јавност и да речеме политичката наука дека не станува збор за вовед во консензуална демократија во Македонија. Добро, ево нова тема за која што можеме да полемизираме во идните емисии. Аргументи се отворени за сите сензибилни теми, вклучувајќи и ова за кое што вие говоревте. Ви благодарам што бевте гости во емисијата и за времето што ви зовевте за. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Пријатно. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дајте само Можете уште да сте саркастични колку што дајте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.